Околу 350 бруцоши ја започна академската година на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Надежта е дека со овој факултет по дипломирањето полесно ќе најдат работно место, бидејќи токму електроинженерите се и најбарани на пазарот на трудот со години наназад. Бруцошите се запозна со нивните професори и програмските студии на факултетите. Новиот декан на Факултетот за електротехника и информациски технологии, професор доктор Димитар Ташковски, вели дека предизвик е да се води една образовна институција, која од година во година има се поголем успех, но и интерес за нови студенти. Вели дека во подготовка се и нови студентски програми кои се на ред да бидат акредитирани. За војнина имаме доста планови кои што сакаме да ги реализираме. Веднаш ни престојат подготовка на нови студиски програми, значи планираме до крајот на годината да ги дадеме за акредитација. Веќе на првата деканска управа ќе отвориме тоа прашање. Сакаме да направиме некои новини, некои нови услуги према студентите. Веднаш почнуваме со студенти демонстратори од погорните години кои ќе им се наоѓаат и ќе им помогнат на студентите кои што се во прва година. Значи ние во минатите години осетивме дека тој премин од средна школа на факултет не е баш едноставен за бруцошите. Поготово што доаѓаат од различни средини, не доаѓаат со исто ниво на знаење, со ист квалитет, ние сакаме тоа да го лесниме. Сите студенти кои се запишуваат на Факултетот за електротехника и информациски технологии се студенти со одличен просек кои се посветени на науката. При првиот уписен рок во август, идните студенти изјавија дека ФЕИТ им бил прв и единствен избор за каде да го продолжат нивното академско образование. Одлучив овде да се запиша, уште од 8 одделение, пример, сон ми е да студира нешто со информатика поврзано со компјутери и ФЕИТ беше најдобар избор за тоа. Затоа што сметам дека е еден од најдобрите факултети во државата и затоа. Уште одамна знаев дека ќе дојдам на ФЕИТ, бидејќи сакам тога да студирам и мислам дека има многу интересни смерови и со тоа, знаеме дека на овој факултет многу ќе можеме да го збогатиме нашето знаење и се разбира тоа е во наша корист. Го рекламираат добро. Другари мои постари ми кажа дека добро било за студирање. Тука се запишав затоа што ми се допаѓа факултетот и предметите тука што ќе ги учам најмногу ми одговараат. Сите го препорачуваат. Сите зборуваат дека во нашата држава и во странство би можеле да успееме со ваквите факултети. Мислам дека тоа беше огромен плюс во мојот избор да дојдам да се запишам на ФЕИТ. Дека после има добро перспектива за работа. Сакам пракси да следам секоја година. Секој што се интересирал за технички науки не планирав ништо друго, единствена дилема беше само на кој факултет. ФЕИТ е факултет кој постојано мора да биде во тек со сите актуелни истражувања. Нивната главна инвестиција е токму обновување на материјалите за студирање.